Добро утро ви велам и овој пат од студиото на телевизија Нова и срдачно ќе ви посакам добри дојде во втората епизода на Нова Биз. Како и секогаш, така и овој пат ќе бидеме актуелни и ќе ви ги презентираме најновите содржини од светот на шоу бизнисот. Овој втор блог го отвараме со мојот соговорник во студиото кој ќе ни ги соопшти деталите за третото издание на македонските алтернативни награди кој ќе се случи денеска во градскиот парк. Велам добри дојде за Дарко Масларковски. Дарко, добри дојде во телевизија Нова и најдов, благодарам за поканата и за поддршката. Како што кажа, трето издание на македонските алтернативни награди. Спремни, ние вчера почнавме да се местиме, така веќе по моите информации се финализира поставувањето на самиот евент. Значи видеот зидот е поставен, озвучењето е поставено, штандовите на школка, не ја менуваме, тоа е школката што живот ни значи. Тука сме свирале сите и од наградените и од тие што доправа треба да ги наградуваме. Тоа е едно култно место во Скопје, каде што еве трета година поред ние како Блабла телевизија, еден мал интернет медиум со една голема мисија да даде признание и да покаже почит спрема сите оние македонски музичари, уметници, па и институции и медиуми кои што низ изминативе години со своето стваралаштво не потикнале и нас и не мотивирале и нас како помлади да го следиме тој нивни пат, таа алтернативна андерграунд култура. Да, публиката е стварно не се мери со маса, нели она Аца Лукас или што е популарно, значи тоа е една специфична публика со истенчен вкус за уметност, за убаво, за автентично македонско. Изминатите две изданија имавме еминентни имиња на вистина, кои што... Да, и еминентни имиња, меѓутоа и публика во голем број. Значи, минатата година, можеби заради тоа што ни се поклопи со финалето на Лига шампиони имаше помалце, првата година по проценките на луѓето кои што го чистеа реонот после забавата, вика дека имало околу 14.000 луѓе. Респект, пресметано по кубик, ние не верувавме, ние секој пат кажуваме да имаше доволно луѓе кои што дојдоа заедно со нас да ги прославиме и нели да дадеме почит на сите македонски музичари, уметници, дејци кои што оставиле за себе големо богатство. Малку повеќе да зборуваме за содржината, нели? За оваа година. Многу мине ќе кажа да, кога станува збор за некоја манифестација од таков тип каде што се споменуваат награди, овде знам дека не е тој принцип, знам дека нема лутање и така натаму. Кој е принципот врз кој што се наградуваат овие музичари и кажи ми како исто така се избираат музичарите кои што ќе бидат дел од овој нас? Да, благодарам за прашањето, вистина на место. Значи, ние пред 3 години, прв пат кога ја организиравме оваа награда, овие награди ја имавме само наградата за особен придонес и развој на македонската музичка сцена, кој оваа година ја доделуваме, да, имаме 13 награди, меѓу наградените се Владко Стефановски, Гарота Витијан, Перо Камиказа, потоа го имаме Чичко Бошко, Батко Бошко од Дом на млади Штип, Crossroad Blues Band од Прилеп, Уличен ритам, една стара рап група од 90-тите, исто и Роберт Богоевски Коска, еден рапер кој што во 90-тите беше стожерот на македонскиот рап, односно тој беше човекот кој што не собра сите на едно место и од тука почна да се формираат групи, разни бендови, висевме на Крупче на плоштад, кај што е се Александар Велики, се дружевме и почнувавме да ги правиме првите чекори во стварање на рап музика и за тоа го наградуваме и него. Исто така, значи имаме од минатата година и уште еден сегмент, а тоа е доделуваме награди за песна, спот, концерт, албум, презентер на Македонија надвор од границите, за млади артисти, оваа година се вика Запомни го ова име, како и за издавачка куќа и можат на blabla.mk се уште до 19 часот денес и не се знае кој ќе биде победник се до самиот крај да гласаат, а имаме и жири комисија составена од членови од претходните наградени. Нема, тоа е тајно, пошто не ќе да има влијанија било какви, само ние знаеме кој е во жири комисијата, они ги знаат номинираните оваа година по сите категории и нивното мислење ќе натежне. Па, значи, оваа година музички, секоја година не поддржуваат македонските музичари и оваа година успеавме да направиме еден сериозен лајнап
што се кажува нели понашки, значи сериозен редослед на настапувачи. Оваа година на наше огромно задоволство ќе свират Project Orpheus, Steel Temple, Фонија, Смат, PMG колектив, Алфа, Видо, Кртот, Подземан ефект, DJ Гоци и DJ Славе со специјален двобој, VJ-ски, значи видео диджеинг, и секако еден спектакуларен настап на Гаро Тавитијан, за кој што спремаме едно посебно нешто. Наградите започнуваат од 19 часот, официјалната церемонија, а секако сега више и од 12 часот, тие што се слободни, што не се на работа, со внуци, со деца, нека повелат, нека повелат до парк. Зборев горе со комерцијалниот директор, со Дедо Боже, ми кажа дека нема да врне. Тоа сака да те прашам околу временските услови. Да, јас знам дека прогнозите се страшни, меѓутоа верувајте дека станува збор за стварно за локални дождови и може да врне на водно, а во парк да не врне, или во Ѓорче да истори. Доколку тоа се случи, имате ли опција? Нема секако да преместуваме. Ние сме андерграунд момци, не сме од шеќер. Се надеваме дека и публиката е таква како нас. Значи бината е покриена, има одредени делови кои што може да се засолниме, меѓутоа јас ви кажувам, уште еднаш ви уверувам, имам зборувано, не ме сваѓате сега дека сум ненормален. Меѓутоа сум во директна комуникација со комерцијалниот. И он ми кажа дека се е во ред до 1 часот, а после меден ние правиме афтер парти на градска плажа парк. Тоа е нашето ново место, нашата нова резиденција. Се ја именувавме јавен алтернативен простор Блабла клуб и таму сега се наоѓа Блабла телевизија и има доста концерти, случувања со диџеи, се надеваме и промоции. Кој бенте од надвор од нашата граница? Не, имаме диџеј кој што е македонец наш, меѓутоа долго време живее и работи во Хрватска, во Амстердам и на Тенерифе. Така да диџеј Кодра е задолжен за афтер забавата и исто така Томи. Сега не можам да му го повторам трансерското име, многу тешки имиња ставаат. Ние раперите сме многу по така со имињата по сообразни, они се многу странски некако и никако не можам да ги запамтам, се извинувам што не можам да ги кажам точно нивните транс имиња, меѓутоа од 1 часот до рано изутрина сме на градска плажа, значи забавата продолжува. А од 19 часот денеска на градскиот парк со мислам дека супер програма, ќе доделиме награди, е нешто што не кажав оваа година MC, господар на церемонијата или водител, ќе биде Оливер Митковски актерот, кој што не подржа оваа година да биде модератор на целиот настан. Па треба некој да најави, нешто сме во стилот на другите аворд церемонии, на другите наградни церемонии, значи ќе излезат на видео бим номинираните, па ќе излезе он, ќе најави кој е добитникот, па ќе се качат они да примат наградата, наградата ќе им ја додели пак некој лик од оваа сцена. И така, група Зеро, заборев да ги кажам дека се меѓу наградените. Тоа е една уметничка банда која што поставила сериозни основи овде во... Па да. Така, јас се надам дека ќе биде уште попосетен од минатата година и дека денеска ќе превладува и понатаму добрата и квалитетна музика, добриот звук и се надевам дека Скопје никогаш нема да звучи поубаво од денеска. Па да, Скопје стварно стана голем град, има редовно настани, има настани за сечи вкус. Ние се надеваме дека и оваа година како изминатите ќе помине се во позитивна енергија, без никакви немили настани или инциденти. Влезот е бесплатен или нема карта. Имаме поставено штандови за пијалок и имаме штанд каде што ќе се продаваат мрч, се вика тоа, производи продукти на македонските продукции, музичари, албуми, цедиња, плочи, маички, и би ги замолил сите кои што сакаат да не поддржат и нас, да не мора да ги испијат парите, на нас повеќе ќе ни значи ако купат CD или плоча, еве изминатите години стварно може и артистите се задоволни и ние како организатори од приливот на донации и финансиски средства, кои што секако дека бендовите од оваа сфера
ретко се поддржани од спонзори, скоро никогаш, и сето тоа што го заработуваат преку концерти или албуми, они повторно го инвестираат во истото. Еве, имаме најава за нов албум на СМАТ. Тие се исто вечерта ќе настапат со нов материјал, до сега не свирен и не чуен. PMG колектив имаат концерт на 26 мај, меѓутоа ќе дојдат тука да настапат со неколку песни, чисто како најава за тоа, и они имаат нов материјал. Така го користиме МАН, македонските алтернативни награди. Музичарите треба да ги користат за промовирање на некои нови материјали, да биде тоа најше ексклузивно, бидејќи не станува збор за концертни настапи, нели, има и премногу, имаме повеќе од 13 музички точки и не може тоа да бидат по еден час, нели? Тоа ќе биде некој маратон, можеби за некој друг фестивал, некоја друга поставеност. Овде се свира, значи, по 3, 4, 5 песни и мислам дека оваа година заедно со раперите ќе пробаме да снемо на awkward silence момент кога се менуваат два бенда, пак има бенд, па рапер, па бенд, па рапер, и DJ Гоци и DJ Славе на самиот крај со VJ дуел, односно ќе нема само да пуштаат музика, него ќе пуштаат и видеа на нашиот видеобим. Како и секоја година, така и оваа не штедиме и не смееме да штедиме на техника. Значи, проевент се тука како и изминатите години, со фул озвучење. Имаме 21 квадрат видео од зид, каде што ќе се вртат некои наши видеа кои специјално ги снимавме со дел од наградените. И заборавив да кажам пример дека оваа година, нажалост, посхумно ќе доделиме две награди. Едната е за Љупчо Хаджи Стефанов од Jazz FM, а другата е за Зоран Маџиров. Би сакале да им ги даеме лично, меѓутоа тоа е животот, тоа се исто двајца великани на македонската сцена. И одлично што сте се сетиле на еден ваков настан да им доделите постхумна награда. Видете, првата година доделивме многу награди, несвесни за каде ќе одиме, како ќе не одведе све тоа. Но тоа е генерална проба, и сега, ова втората година помалку, оваа година помалку, бидејќи се трошиме како луѓе. Оваа година, пример, Мирко Попов добива награда, меѓутоа не за PMG колектив, не за добива награда како Мирко Попов. Или Перо Камиказа добива награда не за Меморија или за првата панк група во која што учествувал, него добива награда бидејќи како личност, како Перо, кој што работел како продуцент во касетната продукција на МРТ. Во негово време се снимени библиите наши, значи албумите на Архангел, Мизар, Last Expedition, Падот на Византија, и токму од таа причина добива господинот Перо Камиказа награда. И да не откриваме се, нели, да ги повикаме гледачите да бидат дел од ова трето издание. Интересно, убаво, така, многу информации. Позитивно. Ти благодарам за овие исцрпни информации. Мило ми е што те видов повторно и драго ми е што си тука во ТВ Нова, бидејќи и ти самата како лик кој што долго време работел музички емисии, недостасуваше во Македонија. Добре дојде и се надевам дека ќе останеш. Ти благодарам уште еднаш, ќе ги повикаме нашите гледачи да бидат денеска од 12 часот на школка во градскиот парк и секако да го проследат третото издание на македонските алтернативни награди. Јас се надевам дека ќе има многу повеќе публика, нема да врневе, така каже Дарко. Ние одиме со джингл и се враќаме со останатите содржини во Нова Бис.